почнува живот со ново име и нова страст. Добар ден, Јулијана, во нашата емисија на Славните. Ова е трета епизода од нашата прва сезона. Вака почнавме со една убава македонска песна, па од самиот старт би те прашал, дали знаеш кој прв ја има испеана ова одлична песна од Шпато? Благодарам многу. Прво морам да ви кажам дека баш ми е чест што сум тука со вас, дека ме поканивте во оваа преубава емисија, иницијатива од ваша страна. Секако дека знам, прва изведувачка на оваа песна е Даниела Панчетовик. И ова песна е еден евергрин кој и ден денес се уште живее и не враќа на едно убаво време во минатото. Апсолутно точно. Затоа решивме оваа емисија така малку нетипично да ја започнеме. Добушо нашава емисија не е ништо како останатите, се разликуваме, па затоа и сега вака малку поразлично да започнеме. Добро дојде во нашата емисија, овде од сам старт би ти кажал еве да се опуштиш. За тебе имаме еден убав салеп овде во Кркалево Трво, повели. Благодарам. Добро ве најдов. Ова е благодарение на домакините кои што од секогаш се на ниво. Бога ми ваков салеп. Браво. Да, ќе го пробаш, мислам слободно, ако ти седе можеш уште веднаш да пробаш. Предобар ја го имам пробано, мене ми омина. Ајде сега да, значи сега може голем дел од јавноста знае, но уште поголем дел веројатно и не те знае, па затоа си и гостинка во нашава емисија, луѓето повеќе да знаат за тебе. Јулијана Деспотовска, значи, имаш средно музичко во Битола, дипломирана на факултетот за музички уметности во Скопје. Да. Интересна комбинација од Битола и Скопје. Но може да кажеш кога прв пат се роди кај тебе желбата за музика воопшто? Па да, можам да кажам, уште од најрано возраст. Значи јас потекнувам од Гостивар и таму имам завршено нижо музичко училиште. Потоа решив да се запишам во Битола средно, како што кажа. Потоа и тука во Скопје на факултет, каде што веќе 6-та година во Скопје живеам. Едноставно кога музиката ја носиш во себе, кога тоа ќе излезе на површина, во мојот случај уште од рана возраст тоа е пројавена таа желба и само со тек на време да вложуваш, да работиш, да се трудиш и да одиш напред. Да се усовршуваш, точно. Која сакаш. Ајде, мислам, ова вака стварно мене ми интересна комбинација во Скопје и Битола. Можеш да направиш една кратка компарација кај ти беше го, се верувам дека таму и таму ти било интересно? Па јас и таму бев како од страна дојдена, така да искрено јас ги сакам и битолчани, ги сакам и скопјани, ги сакам сите луѓе од Македонија, бидејќи ние сме сите македонци, треба да се почитуваме меѓу себе, без да се делиме од каде сме, што сме, туку да се делиме само на добри и лоши луѓе. Тоа е моето мото. Да, добро, сосема мислам разбирлива, така реално секој размислува. Добро, ајде сега пред да се вратиме, значи на твоето детство, денес гледаме многу компонирани музичари, артисти кои се потпираат на својот талент, но немаат некое стручно образование за да се впуштат во музичките води. Еве како некој кој што си била на факултет за музички уметности, би можела ли повеќе да ни кажеш дали пеењето е само талент или па тоа за тоа треба да се учи човек, да се усовршува и слично? Па талент како талент е сурова материја. И сега многу луѓе имаат за различни работи таленти, но колку си успешен и колку си добар во нештото, зависи тоа колку ќе вложиш и работа, и труд, и време. И процес на зреање, бидејќи секако талент и музиката и пеењето во мојот случај, значи јас студирам, завршив, дипломирав соло пеење, опера класика, е многу комплексна работа, каде што прво гласот треба да ти се озре, потоа треба и нели да се изградиш како личност, како индивидуа, како карактер, за да можеш, бидејќи тоа е многу голем притисок. Кога излегуваш на бина, кога си на пиедесталот, каде што те судат луѓе, те гледаат, треба прво да си психички многу стабилен, многу спремен, голема самодоверба и сите тоа е многу долг процес на градење. Не е туку така од една вечер. Не може талент како талент суров да се извади и да речеш браво. Значи треба постојано се надоградува гласот. И не само гласот, туку како цел карактер на еден уметник, на еден артист. Значи тоа е некоја променлива материја, така, тоа не е нешто туки залепи што ми се бере, туку треба многу работа за целото тоа. Сега зависи кај некои уметници има поголем талент, нормално им е полесно. Самиот тој процес им е полесен. А некои уметници бара повеќе работа, повеќе труд. Се тоа индивидуално колку ти го сакаш нештото и колку ти се води. Значи треба многу труд, како што викаш. Сега ти бидејќи баш доаѓаш од овој сектор, се учела и средно во Битола, и факултет се учела во Скопје. Дали има интерес за да се
учи денес за музика конкретно да се едуцира човек за оваа уметност? За жал, во последно време тој интерес се намалува, тоа бидејќи после дипломирање е тешко се најде работа, бидејќи местата веќе се зафатени и со тек на нови генерации се потешко и потешко. Тоа мислам системски проблем кој треба да се реши во секој случај, бидејќи секој млад човек заслужува да најде еден пат кон екзистенција, она што го учел да го претвори во едноставно нешто што може да екзистира од самото. Еве, во мојот случај, јас еве дипломирав и не сум вработена по мојата професија. Сакам да пробам да најдам работа по професијата, бидејќи секој тоа го сака. Затоа си вложила многу труд. Сум вложила. И сега јас надевам дека за секој има свој пат и дека ќе се дојде што е наше. Точно. Апсолутно така. Сега би сакал значи да продолжиме со малку поразлично прашање. Ќе слушаме една изведба. Ќе треба да слушаш внимателно, бидејќи ќе имаме прашање за тебе во врска со ова. Да. Дали си спремна? Не, затоа што слободно си пробаш од салепот или слично. Да, бидејќи имаме навистина една интересна изведба, сега ќе пуштат дечките од режија. Ти што заплиска летски дни. Ова бојна глас не може да упреш. Затоа ми е прашањето. Може да кажам? Ајде, кои се реализаторите на овој проект? Овој проект иначе е Каролина е вокалот. Добро. Ова песна во соработка проект албум со Дуке Бојаджиев и Исмел Ломановски. Иначе овој проект го имам слушан и во живо во Филхармонија, каде што го имаат изведувано. И стварно тие се ни прекрасни уметници македонски кои се врвни, толку пленати со топлина и со добрина и со вистински уметнички елан. Ова стварно ми се звучи прво, може да биде го позадина до крај на емисија, само може малку да се намали. Инаку стварно прво тоа е целта на емисијата. Мислам ние кога се нафативме од старт да почнеме нешто вакво, целта беше да ги популаризираме ваквите подзаборавени работи. Да. Иначе името на нашата емисија е Неславните. Ајде да раме, мислам сега убаво сега на ден малку простор не би на тебе, па еве сега да преминам на едно директно прашање. Имаше освоен на повеќе настани. Собра сега кога се запознавме ми кажа што се имаш работено, дека имаш добиено бројни награди, дали можеш да ни излиш што поточно и како работиш, некој настап ти било нека поособено драг, нешто како ева некоја нешто од твојата кариера што би сакала да ни издвоиш овде на нас и на некој сега. Така. Па би почнала хронолошки, сега што беше во најскоро време, мој дипломски концерт кој го дадов, значи тоа беше самостоен концерт каде што јас самостојно се представив, јавен настан концерт каде што имаше публика, комисија и беше да речам за мене најтежок предизвик до сега и многу одговорна работа и помина се супер, презадоволна бев, тоа би го одвоил како еден најбитен што ми е. Супер, нека ти чувствувам од дипломирањето. Значи јавно. Благодарам многу. Исто и настапите во Македонската опера и балет. Коста Трпков, тој традиционален концерт кој е во соработка со оркестарот и нашиот факултет, каде што ние студенти добиваме шанса да застанеме да настапиме со оркестарот на операта. И тоа е едно прекрасно искуство, бидејќи настапуваш со оркестар за тебе, друго е чувството, голема бина, голема публика. И тоа е исто така, филхармонија кога имам пеено, исто така друго што работам во животот. Да, тоа ми спомна доста, мене се беше интересно, ќе имаш пеено дури во црковен хор. Да, имам пеено и во црковен хор, во Рождество на Пресвета Богородица црквата. Супер, мислам, да. Ќе се уверат и гледачите, навистина твојата појана гласа, мислам, стварно перфектна. Ја малку сум лаик за таа работа и не можам да зборам од тоа што го имам чуено. Дефинитивно мислам само овој од моја страна, значи што рече друго? Друго пеам во професионалниот хор ProArs, каде што имаме значи ангажмани во Македонската филхармонија. Таму ни се главните ангажмани, како да кажам, концерти, исто така во Fame студиото за филмска музика. Снимаме различни проекти, настани, концерти, имаме со секакви програми каде што на професионално ниво се изведуваат тоа. Имаме на кратка забелешка ова
мислам дека вие работите доста, меѓутоа тоа како да не е многу популарно во јавноста. Мислиш дека не имаме преголем наплив од странска пропаганда, па затоа вие малку сте потиснати во се она што го правите? За жал, тоа е некој наш македонски менталитет, да сакаме нешто што е туѓо повеќе него тоа што е наше и да даваме поддршка. Тоа треба да се трудиме секој од себе да го смени, бидејќи конкретно еве ти сега ме познаваш мене и ова ќе ти биде мотивација нареден пат да дојдеш на концерт наш во филхармонија или каде да е, да дадеш поддршка или на мој концерт. А луѓето треба едноставно да сватат повеќе дека и тука има музичари, уметници, артисти во кој да е сфера уметничка и дека нас не треба поддршка, бидејќи без публика, без луѓе кои го ценат она што го правиме, не е исто. Јас пеам кога пеам за публиката, не пеам само за себе. Да, окей, јас уживам, тоа го сакам. Пеам и за некоја виша сила, ама пеам и за публиката. Да почувствувам некоја емоција во тој момент. И затоа би ги потикнала сите млади, сите луѓе кои сакаат. Да, реално треба почне секој од самиот нас за да смени нешто во општеството, би било треба да промената која сакаме да ја видиме. Да. Има концерти цело време. Еве јас конкретно работам и во филхармонија, работам и во опера. И цело време сум на концерти, има цело време настани концерти, така да секој што сака може да одбере нешто што повеќе го привлекува. Баш апропо на темава, ти си активна и во студентските води, конкретно знам дека си претседател на комисијата, беше, добро, да. Дипломирав, завршив. Да, нели, само што ни кажа, ама долг период, неколку години беше дел од Универзитетско студентско собрание. Накратко сега, која беше твојата улога таму и како се водеше, како се реализираше вашата програма по тие студентски здруженија? Па конкретно мојата улога беше во собранието тоа што јас бев претседателка за организирање на настани, културни настани, спортски активности и други настани во тој доем. Бидејќи јас доаѓам од уметничка сфера и тоа ми беше клучно. И таму бев најдобро, како да кажам, бидејќи јас не можам сега да се мешам во некои други сфери каде што не сум компетентна доволно. Така. И преубаво искуство, каде што запознав многу луѓе од различни сфери, од различни факултети, многу пријателства се најдобро. Да, цело време имаше настани, па сме организирале македонска културна вечер и од други националности. Потоа и Кога се потребиле регулирано, мислам, со студентите, баш знам дека бевте доста активни. Да. Баш осеќам дека конечно живна тој студентски живот што мислам дека претходно фалеше. Баш ми е мило дека имаш такво. Да, такво впечатление од страна се гледа дека на вистина нешто се мртва точка, како кажа. Па тоа ги обединува луѓето, поготово младите, запознавање, дружење, споделување на размислување, ставови различни и тоа не прави како една целина, да се дружиме, се сакаме меѓу себе. Апсолутно така. Да, значи концептот на нашата емисија е да не траат премногу долго, ама сепак да опфатиме од се по нешто, па сега досега нашите прашања беа поврзани со музиката, односно директно со твојата област, па сега еве уште едно во низата прашање би сакал да упатам до тебе на прашање, значи ајде да видиме колку си формирана, значи сега емисија не тврдила со Битола, Скопје на таа релација, па еве станува збор за којот битолски бенд што е формиран 1995 година, има направено песна по рецептот на кодификаторот на македонскиот стандарден јазик, нешто везилка се споменува, значи, и за кој бенд поточно станува зборова би требало интересно, а верам дека знаеш. Везилка, кажеш како се роди проста и строга македонска песна, како Ленка остави кошула тенка, Ленина не долезе на нас. Везилка, кажеш како се роди проста и строга македонска песна, како Ленка остави кошула тенка, Ленина не долезе на нас. Знам, Фолтин секако. Многу интересен бенд, уникатен бенд, каде што ете, конкретно како мотив е земен дел од македонската литература и баш ми е драго за тоа. Бидејќи погоди, овде освен салепот имаме и баклава. Па ќе ве забелите ви. Добро, целта ни е секогаш на сите гости да пробаат по нешто домашно баклава, иначе, нели? Одлична е баклавата. Да. Да, особено ова сега викендот ти ни кажа малце дека си била и на планинарење. И тоа го имаш колку би, така? Или малце поретко? Па искрено порано многу повеќе бев активна и повеќе виждав, периодот малце ми беше на друго фокус оставен. Да, апсолутно, мислам имаш 100 работи. Да. Ја дури мислам дека треба со тебе зборам само во суперлатив. Значи така многу сфери почнуваш. Благодарам многу. Па мислам секој човек треба да почне најпримитивното. Природата, планината е она каде што ние вистински припаѓаме
кога не сме немали ова ништо од сега што го имаме, така да ми е огромна желба ми е да патувам, да планинарам, да уживам низ природата, така да овој викенд, бидејќи беше јубилеј на љубовта 100 години, јас решив, иако не бев физички спремна доволно, да одам да се качам. Успеа да се качиш? Успеав со инат, женски инат. Да, кои се последиците? Што да зборам? Воспалени на цело тело и малце рак. Да. Пробавме да бидеме уникатни, по уште еден подарок за тебе, малку магнезиум да имаш за Благодарам многу. бидејќи си воспалена како што знаем. Ова со витамин Б и С таман за имунитет и малце за опуштање. Да, ова не е платена реклама. Ти благодарам. Добро, сега веќе сме на самиот крај на нашата емисија, концептот ми е пократок. Се цело време спомна музиката, а нас ние целта промовираме нешто македонско, па дали за крај можеш да издвоиш една македонска песна која што ти е посебно драга и да ни отпееш. Ако ништо друго, барем рефренот. Како? Па, јас конкретно уште пред да запишам средно имав една песна што многу ја сакав и ја сакав конкретно изведбата на Баклава. Бендот. И тоа Твоите очи лено мори. Таа е песна која од Егејска Македонија и на песна со една убав мелост, една топлина во самата изведба. Мене ми е една поомилените, да. Едноставна мелодија, ама има некоја посебност таа песна, многу ја сакам стварно вака лично. Па можам Супер, да. па можеш да почнеш? Да. Во меѓувреме, додека спремаме за само да упатам една благодарност и до спонзорите за оваа емисија и би ја завршиле ова со затоа имаме еден подарок за тебе. Само еве сега ќе ти го ова е за тебе. Ова е една книга од Матица која што можеш да се ја прочиташ и им се заблагодаруваме. Благодарам многу и од моја страна, Матица, и до вас за овој прекрасен поклон. Да. Значи, Едно културно добро дизајн украсено, да. мора да се види. Да, тоа е исто од други наши спонзори Бубамар, и затоа мислам се потрудивме за ова. многу убаво, стварно, Бубамарата пуsti Да. убава символ. Значи, за крај на самата емисија, одиме со песната Твоите очи, Лено мори. Јудена повели. Твоите очи, лено мори, воденски черешни се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак, лено мори, мерак да ми помини. Севда моја, севда да ми излези. Фала многу. Тоа беше тоа, се гледаме во следната епизода. Благодарам.